Добро ви благодарам. Почитувани представници на медиумите, денеска се одржува вториот национален форум за здравство, организација на Министерството за здравство и Светската здравствена организација. На првиот форум пред 2 години разговаравме за реформите у примарната здравствена заштита, кои што еве после тие припреми веќе почнуваат да се имплементираат преку новите договори со Фондот за здравство и матичните лекари. Овој форум е посветен на мајчиното здравје и здравјето на бебињата. Навистина многу сработивме во овие изминати 2 години и горди сме на резултатите кои што денеска ги користиме овие стручни дебати да ги објавиме. Се инвестираше сериозно и се надградија капацитетите на сите најголеми родилишта во нашата земја, се инвестираше во инфраструктурата, понатаму во опрема, во прием на нов кадар, во едукација на кадарот. Преку UNFPA и Светската здравствена организација врвни експерти дојда овде кај нас, се направија сериозни едукации, едукативни семинари со што се надгради знаењето на луѓето кои што работат во овие гинеколошко-акушерски оделенија. Тоа знаење понатаму се прошири преку посебен систем на сите останати гинеколошки оделенија во земјата. Се инвестираше во имплементација на нови протоколи, 16 протоколи европски се имплементирани во сите овие јавно здравствени установи. На резултатот сите се гордееме, неонаталната смртност на предвреме родените бебиња е преполовена. Ке продолжиме со истиот интензитет да работиме и понатаму, заради тоа што е ова една од најсериозните инвестиции, еден од најбитните сегменти на нашиот здравствен систем, но не само на здравствениот систем, туку и на општеството во цело, заради тоа што инвестицијата во здравјето почна уште во антенаталниот период. Ви благодарам. So, good morning everyone. I am Dr. Hans Kluge, the new Regional Director of the World Health Organization for Europe. Добар ден на сите. Јас се викам доктор Ханс Клуге, новиот регионален директор на Светската здравствена организација за Европа. Your country is one of the first countries that I'm visiting in my new capacity, and this is a political testament to the strong health system reforms undertaken under the leadership of your Minister Filipče. Вашата земја е меѓу првите земји кои што ги посетувам во ова мое ново својство и ова представува една политичка потврда за реформите, за вистинскиот пат по кој што се движат реформите во вашата земја под водство на вашиот министер за здравство, доктор Филипče. 2 years ago, I was here at the first health forum on primary healthcare in my capacity as Director of Health Systems, and I told the Minister, if the primary healthcare reforms are proceeding, I definitely will be present at the second forum, and I'm very proud that the theme is about maternal and neonatal care. Пред 2 години бев присутен на првиот национален форум за здравје, каде што темата беше токму примарната здравствена заштита и тогаш му кажав на министерот дека ако реформите во оваа сфера се движат со посакуваното темпо и во вистинската насока, дека ќе дојдам и на вториот национален форум за здравје и еве денес сум тука и темата на овој денешен национален форум за здравје е здравствена заштита на мајките и новороденчињата. The health of a pregnant woman has tremendously effect on the health of the newborn for the rest of the life of the child. Здравјето на бремената жена ќе има големи влијанија врз здравјето на новороденчето и понатаму во животот. The perinatal mortality has decreased with 50% in 2 years, and these are objective facts. Значи, објективен факт е тоа дека морталитетот кај предвремено родените бебиња се има намалено за половина, односно за 50% во период од 2 години. This morning I had the opportunity to visit myself the primary healthcare reform in Bucharest clinic, and I talked with the healthcare workers, and I observed also how your unique system, Moitermin, the e-health system, is now being used for coordinated care, primary healthcare, secondary care, tertiary care, including patronage system of the nurses, which is really a novelty. Утрово имав можност да посетам една јавна здравствена установа, тоа беше поликлиниката Букурешт, каде што можев да видам низ разговор со вработените таму,
какви се придобивки има од алатката на електронското здравство, мој термин, кој што представува една алатка за координирање на примарната со секундарната и терцијарната заштита и секако неизбежната улога на патронажните сестри. Every reform is tough because the health system is like a huge tanker. So reform takes time, but it is the right path and the World Health Organization will continue to support this. Секоја реформа е тешка и за секоја реформа е потребно време, но она што е битно е дека сте на вистинската патека и Светската здравствена организација ќе продолжи со поддршката. The reform of the maternal and child health care based on strong primary health care is a model that we will be using for the sub-region of the Balkan. Овој модел на заштита, здравствена заштита за мајките и новороденчињата, кој што се базира на силна примарна здравствена заштита, е пример кој што ние ќе го промовираме и ќе го користиме за целиот овој регион на Балканот. Particularly the digitalization, digital health. Особено делот на дигитализацијата, односно дигиталното здравје. Thank you. Ви благодарам. Може продолжиме за актуелните прашања? Може покасно? Добро, ви благодарам. Еве дозволете да ја искористиме приликата и да апдейтираме за ситуацијата во врска со коронавирусот. Пациентката сместена на инфективната клиника се осеќа добро, има лесна форма на клиничка слика, нема знаци дека има некакви компликации, се лекува симптоматски и сместена во оделот за изолација. Исконтактирани се во текот на вечерта сите патници од комбето и кај сите е препишан овој соодветен лекарски соодветна изолација во домашни услови и тоа е сето организирано во соработка со припадниците на Министерството за внатрешни работи. Направен е контакт со сите контакти кои што ги имале овие патници во текот на вчерашниот ден, телефонски се исконтактирани сите и му кажано на тоа дека треба да почекаат денеска во утринските часови да бидат контактирани како од екипите на епидемиолози, така и од припадниците на Министерството за внатрешни работи, кај дел овај интервју е веќе завршено, дел се врши сега токму во овие моменти. Доброто е тоа што скоро сите се укажуваат на тоа дека немале контакт со голема маса на луѓе, пред се контактите се во рамките на семејствата и тоа во куќите во кои што живеат или во истите дворови. На сите тие ќе им биде назначена изолација исто така. Во 13 часот имаме состанок на комитетот каде што заедно со припадниците на полицијата ќе се договориме и ќе утврдиме дали согласно условите за продолжување на изолацијата, а по укажување стручно на Министерството за внатрешни работи ќе продолжи домашната изолација или овие лица ќе бидат преместени во претходно утврдените центри, инфективни оделенија каде што ќе продолжи изолацијата. Во текот на вчерашниот ден, неврзано од овие патници, дојде уште двајца луѓе на клиниката за инфективни болести, едниот возач на камион кој што патувал преку Северна Италија со знаци за грип, неговиот тест е негативен и една жена која што со сопругот била на кратка прошетка во Рим, незиниот тест во 1/3 е само парцијално позитивен, што може да биде вкрстена реакција од други вируси и затоа се прави сега дополнително тестирање на широка палета на вируси, да не шпекулираме, иако верувам дека и овој тест ќе биде негативен, за резултатите ќе известиме после 2 часа. Во 16 часот ќе имаме уште еден редовен брифинг, најверојатно во просториите на владата, меѓутоа за точната локација ќе ве информираме наскоро. Така е, контактот се воспостави уште во текот на вечерта, сите се во изолација. Патниците во комбето и контактите кои што тие ги оствариле со лицата, ќе кажам повторно,
Добро е и охрабрувачки податок што комуницирале во рамките на семејството. Делот за тоа медицинска изолација да не биде домашна во установите на ФОМ, мислам дека точно на овие што се патниците или контактите на контактите на контактите, затоа што веќе зборуваме за Местото на изолација ќе се утврди во разговор со припадниците на Министерството за внатрешни работи, заради тоа што и они има некои критериуми дали може објект да се обезбедува полесно или потешко. Доколку тие укажат на тоа дека некој објект може потешко да се обезбедува, спремни сме да ги префрлиме лицата, без разлика дали се патниците или тие луѓе со кои што контактирале во инфективните оделенија. Првично се инфективните оделенија на клиниката во Скопје предвидена за лекување и тука за тоа ги чуваме капацитетите. Првично за изолација овие 3 инфективни оделенија, а во текот на денот ќе имаме дефинитивната бројка на места и други објекти од страна на Центарот за управување со кризи, а ако се наметне потреба за изолација на поголема бројка на луѓе, ќе ги користиме и тие капацитети. Повторно, сега се сите во домашна изолација. Доколку укажат припадниците на полицијата дека некој објект тешко се контролира, ќе ги сместиме во некој од овие 3 инфективни оделенија. Спремаме капацитети заедно со Центарот за управување со кризи, а ако се изнуди потреба за изолација на поголема бројка на луѓе. To what extent what Macedonia is in line with the WHO recommendations and why the situation went out of control in Italy, why so many infected, and can one take rigorous measures in such a situation? Okay, thank you. So let me first give an update. As of today, we have 81,104 cases globally. Дозволете да ве информирам за актуелните бројки. Во моментов на светско ниво имаме 81,104 случаи. In 46 countries. Тоа е во вкупно 46 земји. Of which 20 countries in the WHO European region. For WHO European region means 53 member states. Од кои 20 земји се во рамките на Европскиот регион на Светската здравствена организација, во кој што вкупно има 53 земји. And the last 24 hours we had 7 countries more from the 27 the last 24 hours. И во последниве 24 часа имаме уште 7 дополнителни земји каде што се јавија случаи. Значи на тие 20 уште 7. But it's important to realize that from those cases 97% of the cases is still in China. Но да не заборавиме дека од вкупниот број случаи што ви го кажав, 97% се во Кина. That's important to realize that we're speaking about proportional reactions. Ова е важно да се каже затоа што треба да го имаме предвид она што се нарекува пропорционална реакција. As to North Macedonia, I can be very formal. The country, the Ministry of Health, but also the government is doing what WHO recommends and what has to be done. За Северна Македонија ќе кажам дека државата, значи не само Министерството за здравство, туку и владата го прави она што го препорачува Светската здравствена организација. In fact, even before the case was there, the multi-sectoral emergency committee under the Prime Minister was established. Дури и пред да се јави овој случајот, вчера беше формирана, значи мултисекторски комитет за итни ситуации под директно раководство на премиерот на владата. Together with WHO, we had done what we call a capacity assessment, not only the capacity of the human resources, but also, as the minister was telling, of the infrastructure. Заедно со помош на СЗО беше направена една проценка на капацитетите, значи не само на човечките ресурси, туку и на инфраструктурата. There is regular communication twice a day to the people. Секој ден се комуницира со јавноста, со граѓаните, и тоа 2 пати дневно. So the facilities are also ready for patients, so to give the clinical care.
Постојат установи кои што се на располагање, кои што се спремни за евентуално да ги примат пациентите, значи обезбедена е клиничката нега. And then the 10 public health centers are involved as well on the preventive measures. А исто така во делот на превентивата вклучени се и 10 регионални центри за јавно здравје. So what needs to be done is being done, but of course this is still an unpredictable situation, whether this is North Macedonia or Italy, where I now will answer the question. Се што треба се прави и се работи, но бидејќи станува збор за непредвидлива ситуација, значи не можеме да знаеме што ќе се случи, тоа важи како за Северна Македонија, така и за Италија и други земји. Yesterday evening I arrived straight from Rome, where I had a press conference with the Minister of Health Speranza, together with the European Commissioner Stella Kyriakidis from the Food Safety and Health and the Director of the European Centre of Disease Control. We had a joint press conference. Вчера пристигнав во Скопје од Рим, каде што имав состанок со италијанскиот министер за здравство, со европскиот комесар за безбедност на храна и здравство и со директорот на Европскиот центар за контрола на болести. The question you rightly ask is not answered yet. Прашањето кое што вие сосема намесно го поставивте, се уште не е одговорено. Over the weekend I immediately dispatched a team from WHO and ECDC, European Centre of Disease Control, to work with the Italian experts now as we speak on the ground to find out in the community what exactly happens. Минатиот викенд јас испратив екипа на експерти од СЗО и од Европскиот центар за контрола на болести да отидат во Италија и да видат што точно се случува на терен и да помогнат колку што можат. But what we know is that there are 2 cases in Veneto region who do not have an epidemiological link. So they don't have had a contact apparently with a patient, nor with someone with a travel history to China. So that's something that we're really investigating now. Она што го знаеме дека во регионот на Венето во Италија имаме 2 случаи кои што не се епидемиолошки поврзани, односно тие немале контакт ниту со пациент, ниту со некој кој што патувал во Кина. И тоа е сега предмет на наша работа, односно на нашите истражувања се токму во таа насока. Having said that, it is not unexpected that there are in some countries clusters of localized outbreak. This is to be expected. It's in Italy, it may well be in another country today or tomorrow. И не може да се исклучи можноста дека може да се појават кластери на локализирана појава на зголемен број на случаи, како што имаме денес во Италија, утре може да биде во друга земја и слично. It also depends on the capacity of testing. No other country like Italy has done so many diagnostic tests. Yesterday was about 10,000. Исто така, ова е поврзано и со капацитетот за тестирање на мострите. Ниту една друга земја нема направено толку многу тестови како Италија. Вчера, например, заклучно со вчерашниот ден беа направени над 10,000 тестови во Италија. So we are following the situation closely. As of today, we are still in the phase of what we call containment, not mitigation, but containment. That we think it's possible still to contain the outbreaks. Многу внимателно и будно ја следиме состојбата. Денес се уште сме во фаза која што се нарекува, значи задржана е ситуацијата под контрола се уште. Значи не сме во фаза на митигација, односно на ублагување на последиците, туку се уште сме во фаза на локализирана ситуација или задржана под контрола ситуација. And here I have 2 messages. One message is to the people, one message is to the European governments. Тука би сакал да упатам 2 пораки, една до граѓаните и друга до владите на државите во Европа. For the people, there is no reason for alarm or no reason for panic. До граѓаните нема потреба за тревога, нема потреба за паника. But it's a new virus and I want to ensure you that the World Health Organization and I myself as an infectious disease specialist are taking it very serious, and we do understand that the people are worried about their health and their families. So we do empathize. Се работи за нов вирус и сакам да ве уверам дека и Светската здравствена организација и јас како директор на СЗО Европа и по вокација инфектолог ги разбираме стравовите кај граѓаните, бидејќи се загрижени за себе и за своите семејства, и ние покажуваме емпатија кон таквите нивни чувства. Let's not forget
that every year in our large European region, about 60 to 65,000 people die from seasonal flu. Да не заборавиме дека во различни делови на Европа, односно на Европскиот регион на СЗО, секоја година од сезонски грип починуваат помеѓу 60 и 65.000 лица. For which we have a vaccine. So that's my point, that where we have a vaccine, vaccines save lives. And here I want also to congratulate Dr. Filipci on the proactive approach on the measles and the pneumococcus and the other vaccinations to increase the vaccination coverage, because we have to put everything into proportion. Use the vaccines you have. А знаеме дека за сезонскиот грип постои вакцина, вакцина која што спасува живот. И во тој контекст сакам да ги пофалам напорите на Министерството и на министерот Филипче во делот на зголемување на процентот на вакцинираност, како што беше во случајот со зголемиот број случаи на мали сипаници, на пневмококни инфекции, значи да се и понатаму апелираме да се работи на тоа подруг. I myself, I'm vaccinated for seasonal flu as well. Јас лично примив инекција, односно вакцина за сезонски грип. So the advice to the people is follow the normal measures to stay healthy. Советот до граѓаните, почитувајте ги сите оние нормални мерки за заштита од болести. Number 1, hand hygiene. Wash your hands with water and soap. Број 1, миење на рацете, значи мите ги рацете со вода и сапун. If you have contact with the virus on the surface, usually it doesn't survive so long, but it's normal hand hygiene. Значи, ако имате контакт со вирусот на некоја површина, обично тој не преживува толку долго и затоа значи најдобар лек е хигиената на рацете. Second, cough hygiene. Второ, многу е битна, значи како ќе се кашла или кива. If you cough, do it in the plied elbow like this. Значи најдобро е да се кашла или кива во лактот. Or with a tissue and then you put the tissue in a closed bin. Или во марамче и марамчето веднаш да се фрли во затворена канта за отпад. Number 3, what we call social distancing. Take a couple of meters from a person who is the whole time coughing or sneezing. Трето е она што го нарекуваме социјално дистанцирање, односно бидете на неколку метри растојание од некој кој што гледате дека кашла или кива. Number 4, get your information from reliable sources, from the Ministry of Health and the WHO. Четврто, информирајте се од веродостојни извори, како што е Министерството за здравство или Светската здравствена организација. Because we have also not only epidemic, but what we call infodemic. Затоа што се соочуваме не само со една епидемија, туку има еден нов поим, нов термин, инфодемија. And fake news. И феноменот на лажните вести. Finally, to protect the healthcare workers. The healthcare workers, and I saw it myself this morning, are the frontline heroes. I have a tremendous respect for your nurses, your doctors, community workers, to train them and to give them the protective equipment, and again, the Ministry of Health is doing so. И на крај да се заштитат и самите здравствени работници, кои што јас ги нарекувам хероите од првата борбена линија, значи заштита на сестрите, на лекарите, на патронажните сестри. Јас утрово при посетата на поликлиниката видов дека тие се заштитуваат и дека Министерството ги им обезбедува се што е потребно за нивна заштита. And then the message to the governments is to further be ready as much as possible. Пораката до владите на државите е да останат во состојба на приправност на што е можно повисоко ниво. Number 1, be able to detect cases. Прво, да можат да бидат способни да откриваат случаи. Number 2, treat patients with empathy and dignity. Social discrimination, we know, does not work. Второ, да постапуваат со пациентите со емпатија и дигнитет, бидејќи знаеме дека многу негативни ефекти доаѓаат од така наречената социјална дискриминација. Third, infection prevention and control to stop the transmission in the facilities. Трето, превенција и контрола на инфекциите, односно спречување на заразите внатре во самите здравствени установи. And fourth, a very good communication to the people in the language that they understand. И четврто, битно е владите да комуницираат со своите граѓани на јазик кој што граѓаните го разбираат, со таков вокабулар, со таква терминологија. Finally, I have a message for you, to the media.
you have an incredible role to play. За крај имам порака и до вас, медиумите, кои што имате една исклучително важна улога. I thank you for coming here and I count on you to be part of the public health effort. Ви благодарам што дојдовте и сметам на вас да бидете дел од напорите на јавното здравство. The definition of public health is the organized efforts of society to prolong life. So your duty is not only to spread the news, but reliable news in an ethical way for your wonderful country, of which you should be very proud. Дефиниција на јавно здравство е дека е тоа заеднички напор на општеството за продолжување на животот. И вие сте дел од тоа, вие тоа треба да го правите не само на начин што ќе пренесувате вести, туку тоа да го правите на етички и веродостоен начин и секако да помогнете во напорите што ги прави вашата прекрасна земја, на која што треба да се гордеете. Thank you.